Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Овој пат прво да ви го честитаме големиот христијански празник, Велик ден на сите што верувате, на сите кои сте верници, на оние од другите вероисповеди и оние кои се атеисти, им посакуваме среќен неработен ден. Ивица, добро утро. Добро утро за тебе, Илич. Велик ден, ама вчера на роден денот на Карл Маркс видели на еден подкаст каде што порано масовни убици се шетаа што зборува. Не. Мене ми кажа, вика, погледни, тебе Ивица ве плюкаат, отварам таму, гледам ливерот на Левица, тебе те нарекува дебелјуцо, не, идиот, а мене дебелјуцо. Добро. По мене плюка и ми го спомнува името 22 пати во самото интервју, цели 22 пати. Над мене е само Христијан Мицкоски со 24. Горан Момировски го споменува 7-8 пати, а Димитар Ковачевски и Стево Пендаровски само по еднаш. Интересна статистика. Добро. Се заканува по мојата фамилија. Ми рече дека ќе ми врател по мојата фамилија, затоа што јас сум го објавил. Ја ништо посебно не сум објавил да дојде. Само сум пренесувал ставови на Левица и на функционери на Левица. Како ова атмосфера вака на ден пред избори ќе прокоментирам? Види, вчера кон нас како луѓе кои работат секој ден. Добро. Не знам што предизвикала реакцијата. Не сме гледал тој подкаст, ај кога ќе догледам, па ќе зборувам. Ќе го изгледаме заедно. Се знаеш, пред избори селектирам што гледам, така што ај после. Ама ја и ти не сме функционери за Па не сме, да. Што нас не напаѓа? Не знам. Имаме гости ново утро, кој доаѓа од истата политичка партија. Добро утро за Бранко Ристов, доскорошен член на президиумот на политичката партија Левица, председател актуелен на Советот на општина Карпош и човек кој беше на еден чуден начин елиминиран со некакво соопштение откако претходно си даде оставка од своите функции во Левица. Бранко, како го доживуваш ова време без Левица? Искрено кажано, ова е првата политичка кампања последни 8 години каде што јас можам да спијам. Добро, се шала на страна, си кажа, ова ми е анекдота, што често раскажувам, 2020 кога беше кампањата, ослабна во тие 3 недели некои 13 кила луѓе мислеа дека сум се разболел, така да ова е за прв пат да сум полабав. Подобар е животот надвор од политика. Од своје искуство, кажем. Исто. Ристов, вие бевте на еден брутален начин истретирани од вашата доскорашна политичка партија, каде што бевте еден од 5 највисоки функционери практично. До ден денес остана енигма зошто излегува оние соопштенија од страна на Левица во кои вие бевте нарекуван инсталиран од ДПМНЕ. Дека сте работеле на ова или на наминирање на кампањата за председателски избори, не собирање на потписи за Билјана Ванковски. Ако ја проверив пак вас на Фејсбук, вие бевте еден од првите кои се. Искрено кажано, јас стварно бев еден од првите. Мислам дека во Карпош бев во првите 10 кои што се потпиша за да се кандидира за председателски избори. Искрено кажано, денеска сум поддржувач на Ванковска и сметам дека беше она одличен избор за партијата да представува како кандидат. Имав големи замерки за време на кампањата како беше искористен кандидатот, нели, ама тоа е веќе сосема друга дискусија. И дека сум саботирал, стварно, тоа беше глупо обвинување. Шала на страна, глупо обвинување беше. Јас и самиот се потрудив да ја промовирам најдобро што можам. Дури за време на кампањата имав позитивни зборови за неа. Немаше човек што ме праша, јас да кажам не, жената не е таква. Не, секојаш пофални зборови имав за неа. И денеска имам уствари. Јас имам информација дека господјата Ванковска изминатите денови е малку и разочарана затоа што по првиот круг не ја одговараат на телефонските повици, не сакале да ја вклучат во кампања
И внатре во партијата говорат дека таа е главен виновник за лошиот резултат. Не, ако е тоа вистина, не знам, јас веќе не сум во круговите, се уште се дружам нормално со луѓе кои што се членови, ама вообичаено избегнуваме теми кои што се нели малце чкакливи, што би се рекло. Ама ако е вистина ова, тоа е огромна грешка. Јас сметам дека Левица имаше одличен кандидат за председател што може да Реклами. Се извинувам. Добро. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ристов, продолжите во делот со Ванковска, ви се извинуваме, но тоа е тоа. Да, ништо страшно. Значи искрено кажам, бев многу разочаран од начинот на водење на кампањата на Ванковска. Мислам дека некако се стави фокус, што би рекле, фајтерски да настапи, а немаше никаква потреба. Жената е професор со реноме, со научни трудови, со 300 врагови и све што требаше своите ставови, својата програма да ги елаборира за на луѓе да има јасно зашто се залага жената како кандидат. Ама кампањата беше водена во комплетна обратна насока. Едноставно она никош не доби шанса да се ги каже своите ставови затоа што си тераше некои си војни во име на Левица да води мене, тоа ми е многу криво. Јас стварно имав впечаток дека почетокот на кампањата беше кампања против Канал 5 наместо против Пендаровски и останати кандидати. Сега ќе кажам статистиката. Може Лјупчо лаже, може некој лаже, но бројките се точни. 2020 година 37.000 гласа, локални избори 51, ако не се лажам. Меѓу 50 и 51. Добро, не учествуваме во сите општини. Без учество во сите општини. Со учество во сите општини 41.000 гласови во првиот круг на претседателските избори. Да. Ова е пат од десетина илјади гласа, што процентуално на цела територија е малку и повеќе. Не се десетина илјади гласа, малце тешко е нели да се оцени во апсолутна бројка, ама гледа во некои од општините гласовите се преполовени од локалните до претседателските избори. Баш преполовени. Ама тоа е едноставно луѓето што едва ги убедивме да не поддржат, едва не препознаа како опција, тие беа поддржувачи на ВМРО и дел и на СДС. И фактот е дека тие си се вратија назад. Од моите информации терен, барем за 4-та изборна единица, што подобро ја познам, таму работев подолго време, тоа што сме земале од ВМРО за време на локалните се вратило во ВМРО, тоа што сме земале од СДС за време на локалните отишло во Знам да гласа. И тоа е тој пат. И тоа е и растот на гласовите нормално кај другиве партии што ги спомнав. Видете, има сега тука, тоа е внатре партиска работа, што, како и зошто не е некој голем јавен интерес да се дискутира, но оно што е голем јавен интерес да се дискутира е прашањето. Запрашам во неколку наврати Димитар Рапасиев дали ќе даде поддршка за опозицијскиот кандидат, вели дека во 2019 година ние се зафркнавме што дадовме поддршка. Дали е ти како човек кој си бил дел од тоа зафркнување, си бил тогаш член на президиумот, си бил еден од највисоките, си ја носел таа одлука, еден од тие 5 луѓе таму што ги раскажуваше Апасиев, дали мислиш дека Левица се зафркнала во 2019 година што ја поддржала Гордана Силјановска-Давкова? Не се зафркнавме што ја поддржавме Силјановска, затоа што во тој момент тие беа опциите. Ние немавме сила да кандидираме свој кандидат, а нормално политичко прашање е ако немате кандидат кого ќе поддржите. Немаш Пендаровски да го поддржи, зашто знаевме дека е фикус двојка у најава. И после првиот круг, јас сметам дека и сега не е погрешен потек да се поддржи Силјановска, не мора да се има и презиме. Зошто тогаш не се поддржува, тоа е прашање. Не знам зошто, јас не сум веќе во структурите, немам одлучувачка моќ. Затоа што очигледно пораката после првиот круг е промена. Да. И сега тоа што не е јасно. Моментот што не е јасен. Да ги оставиме драмиве од вчера. Така. Моментот што не е јасен. Значи партија која што себе се постави на копјето, на врвот на копјето на промената. Одеднаш ка фаќа кампања
на парламентарните и на председателските, кој што наликува на ЛДП од 2011, ни Змијани Магаре. Не сме ни едните ни другите, па кои сте? Значи, она што го дефинираше левица си овие години е дека левица е опозиција, жестока на власта и во случај на промена ќе биде од таа позиција жесток коректор и на ВМРО ДПМН ако преземе власта. Кога се напушти таа стратегија? Тоа е прашањето. И зошто? Мислам дека таа стратегија не се напушти свесно како одлука, него едноставно прво луѓе почнаа да летаат у облаци за време на рейтингот кога беа протестите против францускиот предлог. Тогаш левица имаше 6-7-8% рейтинг во држава. Да се разбереме. Но тогаш беше ова, значи тогаш беше дека ние сме тие што сме совеста на опозиција, така? Така. А не ние сме ни едно ни друго. Да. И тогаш беше совеста, ние сме тие кои правиме притисок ВМРО да дојде на барикадиве, а не да се крие да калкулира. И тогаш дури успеа тоа како граѓаните тоа. Ама тоа беше државнички потек, значи ти ја не го спориме тоа, видите. Не само што не го спориме, него викаме зошто се напушти. Затоа што се виде раст во рейтингот, ама не се препозна моментот зошто тој раст во рейтинг. Че ти имаш, ги критикуваш и ги форсираш фактички ДПМН да се подеднакво агресивни од стравот на изборните резултати, затоа што нели ако левица е поагресивна од ВМРО, ВМРО има шанси да изгуби гласачи. И така и беше. Во време на протестите левица цело време го форсираше наративот. И тоа беше државнички потек затоа што ВМРО не може да направи чекор назад баш ради таа реторика. И сега после тоа кога видеа пораст на рейтинг, не знам како се донесе одлуката, дали свесно или несвесно, дека треба да се продолжи директно со само критика на ВМРО. А зошто? Јас не го разбирам тој поток, ме разбираш? Че ти ако си критикувал ВМРО, пази, тички државнички потек, и они да се агресивни околу францускиот предлог. Не, тоа до тука се согласува. Јас знам сценарио во кој кога поминува тоа веќе и завршува на некој начин, не завршува приказната комплетно, ама се врти страницата, наставно се изгласува собрание, се ти они веќе не ти се опонентите, ти немаш зашо да ги форсираш. Што види моментот кој што тогаш, ако можам така да кажам, ја прослави левица, беше она кога наместо пеење пред собрание избра да ги проби барикадите. Так. Биде направи малку гужва. Так. Во ред, мислам, тоа луѓето кои што беа таму собрани го сака. Така. Не сме тука да пееме песни, овие продаваат држава. Дури во оваа кампања, Димитар Апасиев имаше пат, одговорно го тврдам, кој како сака нека ме свати. И ова нема да им се допадне ни во ВМРО, ни во СДС, а ни во левица. Димитар Апасиев до пред почетокот на оваа кампања имаше пат до 101 гласови. Патот беше тој да биде председателски кандидат и патот беше да биде порадикален кон Стево Пендаровски, кон Димитар Ковачевски од ВМРО ДПМН и сите да го гледат и да вика: да, ВМРО ДПМН беа корумпирани и пак ќе бидат, ама ние нема да дозволиме да прават глупости. Конечно те чуем ти да кажеш за левица. Тој, но пази, тој наместо да го одбере тој пат, одлучи добро на 10% против ВМРО и Христијан Мицкоски да има 1 против Димитар Ковачевски. 6 мај Ѓурѓев ден, еве видиш. Да, на Ѓурѓев ден, на Ѓурѓев ден. Значи наместо тоа одлучи на 10% за Христијан Мицкоски да има 1 за Димитар Ковачевски, одлучи да се расправа со сите можни медиуми во земја да влезе во конфликт и се затвори себе си во ситуација на маргина, каде што сега сите викат: добро човече, што ти е тебе планот? И дури самиот вчера го гледав таков депримиран и разочарен, вели: па добро, народов ако не реши ништо, тоа е тоа. Сега гледаме каков е народов, го критикува народот од една страна, а од друга страна вели: внимавајте, го прашуваат ке дај ли оставка ако не освои двоцифрен број на пратеници како што ветува, вели: јас ке давам оставка само ако имам помалку од 20 пратеници, колку што имам сега. Значи ставот му е како ако има намалување, тогаш би било легитимно да. Да. Види, и тоа е став, не викам јас не, од луѓе треба да се бара оставка кога има пат на бројот на мандати. Тој рейтинг што сме го имале пред година дена, ако бил повисок,
преку партија. Па зашо ме критикувал мене бе, ја реков дека нели И ја не можам да сватам и они Ванковски, јас секој сабеле се расправам со тебе тука Да. за нив и они тебе те критикуваат. Јас стварно не разбирам. Нели тоа ја го реков. Значи јас Дека он треба да се повлече само ако има помал со 20 ја пратеници. не разбирам што е и него и на Ванковски. Тоа што ја го реков. Абе добро, нека Мене за мене не име жал, јас се тепам со нив, Ај, нека маваат се тоа. Јас сум Ама бил- за тебе ми е човече Да. се сваѓаш. Јас секој сабеле со тебе водам полемика, они по тебе удари. Се што ја ти кажам? Не, ама Бранко, ја да се вратиме сега. Значи, гласачкото тело на левица е тоа. Значи, сите овие години имаат едно она позната 101 американска дивизија, нели падобранска, после битката во Арденската шума ги нарекле, како беше, истепаните копилиња од бастон, демек. Претепани, ама преживеале. Еве така да го пишеме гласачкото тело на левица. Истепаните, нели, истепаните и напатените душички, да речеме, од периодот на владењето на СДСМ. И зошто тоа не се валоризира сега? Еве го денеска е денот. Уште може да се излезе, се каже, речи, идеме на промена, а потоа ќе видиме. Значи, прашалниците тука се, знаеш. Види, тоа се легитимни прашалници, искрено кажано, мислам дека тука се покажа незрелост во раководството. Според мене. Тука се вклучувам и себе си. Добро. Значи факт е дека последниве 2 години од локалните па наваму ДПМН беа повеќе фокусирани нас да не плука тој како левица него ли СДСМ. И тука има вистина, добро. Не, има јасно. вистина, сега Добро. не се лажеме, особено во локалните Советите, така. во советите, тоа беше ДПМН против левица, немаше друго. СДСМ, ами и во Карпоша така, СДСМ се седат и чекаат седмицата заврши. Ние се расправаме за Дневница чекаш. па така испаѓа се. Ние се расправаме за политика, они си седат и се чекаат да се потпишат дека биле на седна. И за 2 години така траеше, ама за овие избори мислам дека според мене мислам дека левица ќе добиеше многу поголема поддршка ако покажеше малку зрелост и си рече: слушај, Мицко вика не се напаѓаме, стварно дај СДСМ и дуи да ги бутнеме од власт. Па ќе видиме, да. Да, па ќе видиме. Са не е сјајна, не викам не, као левичарски идеологија, си имаш многу поголеми барања тоа што е тој е еден чекор напред да не се плукаме. Ама е чекор напред. Разбираш? Добро, И требаше да се добро, причина. Христов, таа реалност дека ВМРО нели тргна агресивно против левица е точна за 2022 година, сега да бидем. 2023 година, тоа е цела година лани, ние имавме цела година каде што раководството на ВМРО ДПМН буквално не ја ни споменуваше левица, да бидеме искрени, ја па што ги пратам тенденциите. 2022 кога на локалните освоивте 50.000 гласи, овие рекоа чекај, овие ќе не загрозат, ВМРО тука тргна, тоа е факт, никој не може да го ме... Но 23-та година ВМРО ДПМН не правеше ништо против левица. Односно, зборувам за јавно зборување, тоа у советиве е друго, зборувам за централно ниво, Мицковски кажал, оно и кажал, нешто ситно тек таму. 2024 година, апла ништо, игнор од почеток. Јас, кој, еве сега ќе бидам наискрен, имам опозицијска уредувачка политика, но далеку сум од контролиран од ВМРО ДПМН. Мене ВМРО ДПМН ми се јавувале на телефони и ми викаат: ти зошто ги креваш овие левица, работиш за СДС, затоа што јас сум се расправил со левица. Јас сум го имал тој муабет од ВМРО-вци. Не ти доаѓам на интервју, еден висок функционер ми рекол затоа што ти вика се расправиш со левица и ги има ради тебе во јавноста левица, вика. Со тоа вика работиш за СДСМ. Викам добро се, што ја ти правам, еве се покаже дека не му е точна анализата. Но она што е важно е дека во целиот тој период на 10 постови за ВМРО и Мицковски имаше по еден за Ковачевски. Димитар Ковачевски беше буквално гален од страна на наративот на левица. Премиер кој не беше критикуван од левица. Заев да. За Заев не може да кажам различно, дури бевте и порадикални од ВМРО и поправични во однос на него. Така. Ви, тука веќе доаѓа до прашање оно што јас го имав како најголем проблем со курсот на партијата, премногу се водеше од пиар и лајкови. Некаде постоело некоја си анализа дека левица добива најголема поддршка кога се расправа со луѓе и тоа значеше да се расправаме со сите.
И сега, окей, јас се водам лично од свој аспект, ја не сум фан на расправање, јас сум поишao по компромиси правење и то може би е моја мана, јас не викам не, ама после сите да се расправаш, сите да се непријател, цело време не верувам и дека тој апсолутен пример е дека е точен као пристап. Да, некој Викам, време е значи, окей, да, окей. Целата таа работа се водеше буквално од идејата дека ние највеќе поени добиваме во јавноста кога се расправаме, особено со ВМРО каде што нели идеолошки тука се разидуваме. Затоа ако цело време Добро е, расправи се за данокот, не за... Расправи се за... Абе јас се согласувам, расправај се за изборен законник на крај За крај. политики Ние расправи имавме се. премиер кој што имал 0 гласови. Тој е еден од најголемите проблеми според мене последниве години и пол. Те владее човек што никогаш не конкурирал пред народот. Законот за финансирање на медиумите, левици и радио лидери има и став. Одма да ви кажам. И ние овде тоа го зборуваме дека тој е глупав закон. Точно. Не, Што го меѓутоа, донесла? знаеш, малце Затоа никој Оној дел не понекогаш, брани за знаеш, политики. оној дел понекогаш малце шкрипи, како да кажем. Сега 21 век сме и сега кога ќе отидеме она, не знам, се бориме ние против глобалниот капитализам, малку делува Абе, анахроно, окей, сега, знаеш. тоа е идеологијата на луѓето. Што да кажеш? Во рете, еве, јас сум, да речеме, Попрагматичен. И како? не, јас сум прагматичен во пристапот, ама не сум во идеологијата. Ама се признавам дека светот е таму каде што е, државата е таму каде што е, и са промените, аве што би сакал да ги постигнам, сум свесен дека ќе мора да идат по полека. Затоа што луѓе на нагли промени реагираат катастрофално. точно. Не бурно, значи ти имаш, ако направиш нагла промена, преварантите секој се снаоѓаат. Да. Луѓето што Ова е добро. луѓето за кои Ако што ги направиш носиш нагла промена, промените, преварантите секој се снаѓаат. да, Добро е. ти пази, ти, Добро ти е ова, ти да. не носиш промени за преварантите. Они ќе се снајдат и вака и онака. Ти Не- ги носиш за луѓе што не се Точно. снаоѓаат да им го подобриш животот. И за ти им носиш нагли промени, овие дури се снајдат, овие истерале, партал направиле. Точно. Бранко, ај сега да се вратиме на денешницата. Кажавме дека дадоа изјава дека нема да ја поддржат Силјановска, сега тоа секој си го толкува како сака. Ние пренесовме, викаме, видете сега. А Луѓе кој кажа изјават? Која даде изјават? Димитар Апасиев на канал 77. Ние се фркнавме дека нема да ја даеме Силјановска, вика. Ние Зашо мене тоа ми делуваше како ајде да разговараме, како понуда до не, ВМРО. беше еклатантно одбиено. Сега нема да ја поддржиме. И сега што се случува? По таа изјава ние направивме една анализа као радио лидер. Викаме, видете сега, Димитар Апасиев и Гордана и Билјана Ванковска велат дека нема да гласат за Силјановска. Океј, нивно право, но извадивме 30 статуси во кои тие исклучиво Силјановска ја критикуваат. Ниеден нема против Пендаровски. Примерот тие дебативе, ниедна критика нема против Пендаровски. Викам, дали е можно овие луѓе па сега да го поддржат Пендаровски? Сега си као медиум заговараме опции. Види, тука и ја не верувам. Ајде, Абе добро нема сега, шанс. ама мене ми е чудно. А сега ти, ако стварно ти викаш не ја поддржувам Силјановска и ја плюкаш 50 пати Силјановска у 3 дена, ништо не си напишал против Пендаровски, викаш чекај, бо вие да не се за Пендаровски, од кај да знам јас како човек од надвор како одат тие работи. Ебе, чекај сега. Не може сега устилјавно се работи со години, сега одеднаш кај нешто. Значи нема шанси Не да се на копче од луѓето што гласа. Добро се. Прво и основно не се на копче, стварно, не можеш ти на луѓе да им кажеш сега до вчера си го плукал и ајде најднаш иди гласај го, не. И нема теоретска. Сега ајде оставиме теоретска шанса, ама јас сум сигурен дека не го поддржуваат Пендаровски. Ја не оставам ни теоретска шанса. Јас сум на тебе малце поради. Во ред. Дајте. Да, фер. Океј. Не, и фер е тоа. Тоа што во овој момент треба да се внимава е дека дуи повикува на бойкотирање на избори Факт, кои што имаат да. цензус. И тука треба да се биде многу внимателен И како сака да политички внесе фактор. државата во уставна Е, во сега, институционална точно криза. ова- И сега викаш левица која што го, не само што го штити поредокот него, која што сака да речеме да врати некои нешта кои што беа нарушени од ДУИ, то сега Сега, им иде на воденица. Ивица, ова Не викам свесно, ама им иде на воденица. ова Води, да. го пишува. Значи оваа анализа, ја го анализирам ова. Значи не тврдам дека они ќе го поддржат. Анализирам. Го пишува портал кој има ништо посебно читано, тоа е lider.mk, мојот портал, нашиот портал, порталот на ова радио. На ова
не го следи ниту еден друг медиум во земјата, нема нешто широка репродукција по социјални мрежи, ништо, обичен текст кај нас што се појавил, ништо битно. Ова го зема еден од високите функционери, сега кандидати Горан Костовски, вика ради овој текст он ке нацртал пенис на ливчето. И јас се смеам, добро, викам. Ако ти овој текст мерило, тогаш терај со таа работа, не му ни вратив. Ама го пренесовме. Кажува, јас нема да земам ливче или ако земам ке нацртам пенис. Кратко потоа, некој користи момент на Твитер и вадат лажна и ја тоа што го видов, мислам ово очигледен фейк од страна на некого, не знаеме кого. А фейк дека, што е фейкот? Дека Апасиев ги повика насоки за гласање на председателски избори, бойкот или неважечко. Ја го видов, ово изгледа аматерски, го направил некој што појма нема ни од Фотошоп, сега да бидам искрен. Добро. И фейкот се појавува на неколку Твитер профили. Не го презема ниту еден медиум. Не го презема ниту еден функционер на опозицијава, на било која, на ЗНАМ, на ВМРО, на СДС. Зошто ви го преземал? Никој, значи сите гледаме дека е фейк. Никој не вика, гледај ги што прават овие, никој не прави вест за оваа работа. Димитар Апасиев го зема тој фейк, пишува демант на истиот и се служи со следната реторика, цитирам: еве ви ги гнигидите вамароидни на дело. На најголем христијански празник Великден, ботовите на ДПМН е со лична директива на Христијан Мицкоски, кој го тагира, пуштаа дипфейк фотомонтажа со лажна вест. Најостро демантирам дека постои ваков мејл. Дали сега сваќате зошто ја немате нашата јавна поддршка овие гнасни политички кариеристи, дали знаеле резултатите од вашата пизма кон левица ќе мора да ги видите во среда, мир во нас, во вас, браќа и сестри, ова го пишува Апасиев. Вечерта оди на Инфомакс и на Инфомакс кажува дека поради оваа монтажа која него му ја направиле од ВМРО, и пак ќе кажам, нигде ВМРО не го видов. Значи буквално нигде, ако го имавме сите пратеници, функционери на таа партија. И вика ради ова он сега и он ке нацртал пенис на ливчето. Ме разбирате кај е проблемот? Втора работа, ме обвинува мене што сум го пренел ова, ја му го пренесувам неговиот демант. Јас пред да го стави Димитар Апасиев ова, на Фейсбук не знаев дека постои. Он вчера се скара со имагинарен непријател и го нападна. Скриншотот нема да го коментирам, само ќе кажам дека на времето кога бе во каналите за комуникација на Google, Димитар имаше профилна, не беше без профилна слика. Да. Факт е дека најверојатно е фейк и имитацијата на јазикот им е феноменална. Тоа буквално ако некој што го познава го пишал. Ама целата ситуација некако го доживеав како да се правда што не се опра со нападите према ВМРО за време на мораториумот, да. Мораториумот нормално не мораш да го почитуваш, ама од јавност имаше негативна реакција. И сега на таа негативна реакција они извадија платформа и сега испадна и ова да се користи. Зошто да не го обвиниш СДС за ова? Или ДУИ? Тие повику... ВМРО не се луди, од кај знаат дека ова стварно, ако го направат они овој фейк, дека ова нема стварно да стигне до членови на левица и да бойкотираат. Ма глупо е сега. А на ВМРО нема одговара бойкот. Против себе ќе оди ВМРО, знаеш. Чекај. Особено Апасиев треба да се размисли дека он има и непријатели внатре во партијата, константно се процуруваат информации и ова 99% сум сигурен дека е фейк, ама имитацијата на јазикот укажува дека некој од внатре од партијата им е инволвиран во креација на фейкот. Ме разбираш? Че ама риториката до сега што е воспоставена е ти си или си агресивен или глуми жртва. И вчера беше глумење жртва дело. Пасив-агресив, како се вика. Реално вакви работи, вакви местенки ќе има и имало од секогаш. Тоа не е нешто ново во политиката. Ама мислам дека и левица им учествувана во такви работи. Може не на фотошопирање глупости, ама лиферување на делумно погрешни информации имала. Значи, тоа е дел од политиката. Тие делови погрешни. Еве она на Фуркан. Ова е точно колку она на Фуркан што е точно. Одма ја да ви кажам.
Со тоа што никој новинар не го презема и не го презентираше како точно. Тоа е единствената разлика. Да бидам вака објективен. Ова е точно за Пасиев, дека повикал на бойкот преку имейл, исто колку што она Фуркан што го објави е точно. Значи не е точно. Ниту едното, ниту другото. Но работата е како реагирате на тоа, во однос на тоа вие напаѓате некој кој не го процесуирал, кој не го објавил, кој од кај знаете тие Twitter профили под кој ги контролира? Од кај знаете? Тие немаат име, презиме, немаат ништо. Може ја да глумам без име и презиме дека сум ВМРО 6 месеци на Twitter, па после да почнам да зборам едно и тоа сме го гледале до сега. Но луѓе тоа го прават. Мислам дека луѓе имаат и луѓе што тоа има професија. Не, Бранко, ајде да се вратиме. Значи по тебе сега зборуваме реално. Како ќе се однесе гласачкото тело на левица? Затоа што види, еве да кажам и ја нешто што мислам дека е точно. Може би грешно. Мислам дека без разлика на сета кампања што беше така агресивна антисилјановска, дека левица не успеа целокупното своје гласачко тело да го убеди дека Гордана Зилјановска не е кандидат на левица. И мислам дека огромен. Добар дел од гласовите на тие што ќе гласаат на левица на парламентарните отидоа кај Силјановска што е првиот крг. Некој мое мислење може не се согласува, што е првото. Второ, мислам дека нема дилеми за еден просечен гласач на левица како да постапи на председателските избори. Сигурно нема да руши вако и нека одговори гостинот, имаме пауза за реклама. Леле. Добро. Ова е кранч, нели? Значи пак луѓе не се на дугме, токму тоа. Не се на дугме, во моментов луѓе треба да разберат дека излезеноста е битна. За вториот круг на председателски излезеноста ќе е важен фактор дали ќе имаме уставна криза или немаме. И реториката фактички според мене за вториот круг на председателски требаше да се фокусира само на тоа. Не кажеш за кого ќе гласаш, за кого нема да гласаш. Само нека има излезеност. И за опозиција вали да се гласа. Добро, види, сега ако има два... Шо викаш, не се надугме, шо викаш, излези јасно е, да. Значи, анкетите викаат дека луѓе не се идиоти. Па не Пендаровски имаше огромен рейтинг на почетокот на мандатот, сега му е малтене нула. И тоа затоа што не се глупи луѓето, гледаат како се врши функцијата и они изгуби поддршката на народот. Дури од своите луѓе што го гласале изгуби поддршката. Ти благодарам, Бранко, кратка пауза за реклами и се враќаме во последните полусат. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, ги продискутиравме сите елементи околу ова. Ристов, окей, какви се политиките, ќе видиме задутре, денес е последен ден пред изборниот мол, но да те прашам вака искрено, како човек кој ја создавал левица низ годините, што очекуваш? Изборни резултати? Да. Да, мене тоа ми е најтежок муавет, не сакам да давам предикции од проста причина што јас сум од оние што кога се правеле предпоставки, правел скриншоти и ги зафркавал луѓе кои ќе утнат, ме разбереш. И некој да сум меѓу тие, ама фактот е дека ова како Ајнштајн, тешко е да се прават предвидувања, посебно за еднината. Фактот е дека првиот круг е показател на поддршката на партиите. Тоа не може да... Мене не ми се свиѓаат тие филмови, ќе видиш сега се 40, утре ќе биде за вториот круг на парламентарни ќе бидат 80-90. Не функционира така, ќе има поголема излезеност сигурно. И ќе има повеќе гласови и левица, ама ќе имате сите станати ќе имаат повеќе гласови. И второ што не треба да се заборави е дека кај нас гласачкото тело се сака и победници. Значи по тебе пропорцијата го ределу тука ќе биде. Пропорцијата мислам дека најголема промена ќе има помеѓу Знам и СДС. Мислам дека гласачи на СДС сега ќе повеќе ќе гласаат за Знам него ли за СДС. Мислам дека таа разлика ќе се намали сега за парламентарните. Беше 180 на 80. Значи од простиот аспект на тоа дека луѓе сакаат победници. Факт е дека они се вметна на брзинка во сцената како замена за СДС како трета сила во македонски блок, што е надминаја левица у пола година. Наративот на левица е дека нив на американците ги создале за да ја сузбијат левица. Добро, и што да правиме? Мислам, така функционира политика. Чиф наратив е тоа? На Пасиев. Како американците беа прават сега? Американците го направиле Знам за да ја уништат леви. Тоа го кажа вчера. Ама и да е така. Еве така. Воред. Ново нешто е тоа во политиката.
Ма не бе, чека Не. се малце сега. Јас сите тие американците имаат еден израз, не знам како да го преведеме на македонски, затоа што стварно е специфичен. Кажи го на англиски, нема. Не бе, не. Јас знаеш дека имам креативни преводи. Не, нема, секогаш. ова види, ова ни начува нема да го разберат. Нели на оние стадиони за американски фудбал, често знае да има не она природна трева, него е вештачка трева, која што се нарекува астротурф. Добро. И они го викаат астротурфинг, значи во смисол не е природно самоникнато, туку некој го Да. Што е проблемот со таквите проекти? Значи некој тоа на крај треба да го гласа. Таквите проекти никој не ги гласа. И сега излегува партија. Амстердамската тројка беше така. Амстердамската тројка ти. Пример. Или имало во Македонија такви Солуција, како се вика. не може, знаеш, 80.000 гласа да ги сега не любово каже, луѓето не се на дугмет, луѓето не се Добро. идиоти се, знаеш, Ристов, американците нешто Попови креирале, знам 85.000 луѓе. некој празен простор кој го остави левица, го зема од левица, како ти тоа гледаш? Да, ма апсолутно. Значи види, фактот е дека левица премногу се задржа бркајќи гласови од ВМРО, фактички да зема од тој ќуп, што би се рекло, и 2 години има простор да се вметнат и кај гласачите на СДС, дури членството на СДС. Пошто сега да не се правиме ненормални, ја мразам таа реторика, не све во СДС е демон, не све во ВМРО е демон, не се сите луѓе не е целото членство како раководство. Добро, ма па вие па не растевте така, знаеш, нека гласачко тело на СДСМ, ако можеме некако да го пишеме, ајде, најаденото гласачко тело во Македонија. Левица таму не бркаше никогаш гласови, знаеш, како би се поставила левица кон тој слој. Знаеш, ма- малку ми е Да, во ред, они се најаденото гласачко тело, што викаш, еве така да малце Ама има и народски незадоволни го кажат. луѓе. Не бе, во Сработиле. ред, окей, ама Да. се свесни за социјални теми. Да. Каде што левица не успе да се наметне. Тоа е факт. Точно. Дали види социјални теми? Да, они се социјалдемократи, ама пуше за некој мејнстрим, знаеш. А левица малку е алтернативна, малку е радикална. Не малку, затоа е интересно, нели? Сега вака ќе ти Види, кажам. кога се работи за гласачки тело, секогаш имало едно генерално познавање дека гласачите на ВМРО, кога ВМРО не владее кој што треба, идат да го казнат на избори. Да. На Па, СДС гласачкото или не тело, излагаат, на да. СДС гласачкото тело доминантно не искача на избори кога нивната партија не владее кој што треба. Точно. Че СДС кога губи поддршка, губи и излезеноста, Јасно. изборите ја губат. Овој пат не, сега има замена фактички, знам. Алтернатива има. Да, имаат И зошто вие левица не сте на таква алтернатива? затоа што едноставно никогаш не се потруди да се вметне во тој простор. Мојата идеја е дека Па нема ни препознатливи ликови кои што би се метнали во тој простор. Кој од левица социјалдемократ ќе го препознае како лик за гласање? Нема изграден лик, се ме разбираш што сакам да кажам. Да, ама задача на партијата е да го гради. Значи истото го тука паѓаме на истата тема кој со Ванковска. Значи задача на партијата е своите кандидати да ги испромовира, своите кадри да ги испромовира. Ама партијата веќе не е фокусирана на градење кадри или промовирање кадри. Значи сега во моментов листите на пример кои ги гледам, во првите 2-3 места се тие што се фактички или блиски на некој од раководството или се улижуваат, не сакам да испадне дека ги вреѓам луѓето затоа што некој нив ги ценам како луѓе, ама не се тие што ја водеа политиката низ годините. Фактот е дека тие луѓе кои што највеќе се залага, највеќе работеа, особено тие пробоно што работеа, веќе не се во партијата или се пасивизира. Бранко, едно друго прашање. Ти си доби нели во левица на функција на дел од херархијата во моментот кога Пасиев стана лидер на таа партија. Дали ви беше од старт идејата да го направите од левица ова што е сега? Ова повеќе личи на култ околу Димитар Пасиев отколку на политичка партија со атрибути на политичка партија, знаете. Барем според тоа што ние од надвор го гледаме, некако тоа е сонцето, а се врти околу него. Во СДСМ не е така. Во ВМРО ДПМН не е така, а знаме во знам сега за сега изгледа така, но
е прерано да носиме одлуки, нели? Сега се наметнал лидерот, не знам, па ќе видиме сега структуриве како ќе бидат. Во ВМРО може да наброиме 20, 30, 50 души, во СДС може да наброиме 20, 30, 50 души, но некако во Апасиев е како тој да е сонцето околу кое се врти се. Види, другите партии како функционираат на таа тема, не знам, затоа што никогаш не сум бил член на друга партија. За левица, искрено кажано, не само што не ми се мета тоа Апасиев да е сонцето, туку беше и ја бев учесник во идејата дека треба така и да се гради партијата. Све што се бараш од него е да покаже зрелост во тешките моменти. Разбира? Еве да откриеме нешто, вие сте еден од тие кои го убедиле Апасиев да биде лидер на левица. Не. Јас го немам убедено да биде, ама бев еден од тројцата кои што работевме да има, не само да имаме председател, него имавме умисла тој да биде председателот што Да, претходно би имаше хоризонтална структура партијата. Добро, го имаш оној детскиот период на партијата и да, уствари нашата идеја беше дека мора да пораснеме, мора да има еден човек кој што ќе го фактички величаме, што ќе биде сонцето околу кое сите ние ќе се вртиме. И да, нашата идеја беше дека он е тој што ќе биде способен да се носи со таа функција. И тука беа фактички една од темите на последниот процес беше тоа. На тој раскол фамозен. Да, кога ги избацивме секташите. Сега, прашањето е добро, но дали е тој апсолут во партијата денес? Да и не. Тој демократски централизам што не разбирам, што за мене имаш слободен и неслободен систем. Сега да сме демократи, ја да кажем како ќе биде, за мене тоа некако не ми е. Значи, Апасиев одлуките што се ги носи согласно статутарните измени, се ги носи апсолутно, без консултација, без ништо. Например, моето разрешување на Сабајле ја на мејл прочитав. Нити ми се јави, нити ми пиша, нити ништо, едноставно јас од мејл дознав дека сум разрешен од координатор на 4-та изборна единица, ама тоа му е во рамки на неговите ингеренции како председател. И тој дел стварно апсолутно се ги тера. За демократскиот централизам во моментов мислам дека членството не е толку свесно, а тоа е работа која што во ред, јас апсолутно ја поддржувам, се злоупотреби. Демократски централизам значи ние дебатираме, се расправаме ако има различни гледишта по некоја тема, ама кога ќе се изгласа одлука, сите се држиме до одлуката. Ама тоа не значи дебатата да биде неинформирана. Од тој демократски централизам кој што сега го мафтаат како принцип на работење, полоцека неинформирана кои одлуки ги носи. Знаеш, исто што е симптоматично и во балканската историја, тоа јас го воведов тој термин во македонскиот политички говор, но, ќе да бидеме искрени, ние не гледаме ивица дека Рози Мицковска нешто се меша во работата на Христијан Мицковски, па да бидеме искрени, ниту Елена Ковачевска. Главните теми се какви халини облекле, кај отишле, како отишле, не гледаме дека они креираат политики. Во случајот со Димитар Апасиев имаме еден интересен случај да неговата сопруга преку социјалните мрежи дава насоки за партијата. Тој се гледа, полемизира, кога исклучуваа луѓе, она објаснува зошто се исклучиле. Во современата балканска историја тоа се случило само во Србија кога Милошевиќ беше лидер, па неговата сопруга му беше коалиционен партнер, ако се сеќавате, госпоѓата Мира. Имаше на Балканот, немој се, не отварај. Имаше на Балканот многу такви. Дури ни Снешка Ѓоргиевска, она пари крадеше нели со тоа балови, малови тие работи, ама не видовме дека она се у ВМРО поставува функционери преку јавно пишува соопштенија. Се гледа дека си помлад. Мислам, прекрасна е жената, меѓутоа во еден момент ја не го нарекува премиерот на сопругата, сега чисто да си вака во тек. Но... А после исто така не заборави дека не ја заборави Даница Драшковиќ. Сега нема една цела плејада сега. Не, сега најстакнатата е, мадам, тоа е Мира. И ја нареков, пошто
Мене ме Да. наеднаш Ама още жена се ми да опруги, седне бе. со Апасиев, вчера ме плюкал, сега жена ми да седне да се разправа со Апасиев. Я право ќе имам проблеми дома, ќе речем, шо правиш бе ти? Дай, гледай си твоята работа. Я ќе се разправам со Апасиев. Ме разбираш, право неприродно е во политички фајт, он доаѓа и јас се расправам со Апасиев, наеднаш се расправам со Апасиев и жена му. Као комшиеве нешто за меѓа која се караат. Како се наметна она? Член ли е во партијата? Што се случува таму? Не е член, едноставно е партнерката на Пасиев. Ама јас искрено кажам не би ја коментирал нејза. Она си е способна жена, а незиниот учество во неговите одлуки јас не ми е познато. Јас не сум дома што зборат сега па да коментирам. Да, ма она по социјалните мрежи. Абе добро сега нема да Тебе джганте нарече она на социјалните мрежи. Абе, сега за плукање сите се први, тоа е најлесната работа, и земи мене и ѓубре ме нарекува и жган и све останато. И искрено кажам, мислам дека и дебатата внатре во левица сака да се сведе на тоа кој е жган, кој е опортунист, да се скокаат. Кој е идиот, кој е дебел, кој е гнасен. Да, се скокаат така се скокаат многу битни дискусии. Например, зашто советникот од Скопје на гласањето на Данела за председател на партијата, на конвенцијата или конференција или како ја се вика. Кога гледам нашиот советник, таму седи во втор ред, одма позади овој Миле Зечевич. Така се викаше? Да, Миле Зечевич. Одма позади седи, позади него. Тој е советник на левица, човече, наши луѓе агитирале за него. Зашто имало притисоци, например, према членови да се поддржи во втор круг за градоначалници Стефчо? Мене тоа не ми... Тие дискусии, например, не се знаат, ама ќе мафтаме со Жганови, со ѓубрења, сите се ѓубрења, освен тие што имаат моќни одлучувања. Разбира. И фактички јас гледам ги членовите, тие што после ова што се случи со мене, луѓе веќе не се смелуваат ништо да дискутираат. Пошто чим може ја да испаднам опортунистички джган, на другите може Бог знае како да ги нарече преку Видели ли ти соопштение. некој аер од ВМРО, еве? Пошто тебе те нарекува дека поради ВМРО си го направил тоа. Како и да работа? Тоа го напиша во официјално партија, се извини вака, ама ти цитирам официјално партиско соопштение дека ти Живанка, господја некоја Живанка, која откаде дека тотално некоректно дека ти била тебе партнерка, и уште некој тамо, дека вие под влијание на ВМРО сте го направиле тоа. Како да ти обяснам, кога влагаме на совет во Карпаш, ВМРО се поздравуваат со СДСМ, со мене не се поздравуваат. До ден денешен? Ние нон-стоп се расправаме и веќе граници поминавме, не дека јас сум цвеќе за мирисање во ситуацијата, имам и јас претерано, и не се ни поздравуваме со делот, советниците се поздравувам баз, затоа што не сум се замерил, со дел не. И тоа е од политичка битка е наставно. Нормално со функцијата се следува. И сега ти да ми кажеш дека нешто со ВМРО сум правил, тоа е ван памет, ама знаеш, имаат пејдж сега со 80.000 и плукај го Бранко затоа што едноставно си се разбудил изнервиран ради анкета или Бог знае што. И искрено кажам, ја мислам дека соопштението беше резултат на тоа дека случајно некој го процурил мојот мејл со оставката и дека јас претходно одбив да сум носител на листа. А каде ви понудија? Не понуда, ја требаше да се бидам на 4-та изборна единица, затоа што тоа го работев последниве 5 години. Таму имаш и потекло, ако не се лажам. Татко ми од Богданци, ја бев назначен координатор и носител уште за 2020 изборите кога беа. Јас и останав на таа позиција се до мојата оставка фактички. Ама ја одбив да сум носител затоа што не сакам да сум функционер и представник на нешто во кое што јас веќе не верувам. Јас сум советник веќе фактички со 2 мандата, ја ќе бидам 8 години функционер. Во однос на советнување, на тоа да бидеш советник, имаше притисоци како да се гласа, што да се гласа, тоа остана неразчистено од страна нели на раководството на партијата. Притисоци, пак, сега, тука ние се разликуваме. Јас сум малку прост за пиарот на партијата. Не се разбирам во тоа.
И сега ти се врши притисок како да се гласа за како ќе биде пиарот. А не се гледа аргументот како треба да биде, например. Како треба да изгледаш воопшто. Разбираш, ти, например, во Карпаш најголем проблем испадна, ние гласавме еден блок во Злокуќани каде што се едно ромското гето каде што е. И сега јас 6 години се залагам тие луѓе да им се создадат услови да може легално да живеат таму. Водоводи, канализации, чудо. Водоводи, канализации, не само тоа, него да смеат и тврди да стават. На крај ако сакаат и нека си го продадат имотот, ама да може да си го легализираат, пошто таму се 3-4 генерации, нивно е, разбираш. И сега тоа гето на диво се живее и јас сметав дека треба да им го изгласаме тој блок. Помина целиот дуп, него блокот само ромите каде што и цел фаќа некои ситни делови тука и пепелно направија по соопштенија урбанистичка мафија, не знам ти шо таму, и партијата реши дека пиаровски залагање за правилни работи не проаѓа. Проаѓа само ние сме против било каква урбанизација, например. Тоа носило поени. Вие требаше со пасив да отидете кај ромите таму и да речете ево вие луѓе ќе почнат нормално да живеат. И ова нивно ќе биде што живеат тук. Тоа подобар пиар од тоа, не знам што да ја кажам, знаеш. Како да ти кажам? Значи, ја посветив години да стигнеме до тоа. Че уште за време на Богоев идев и ги советував како да почнат постапка за легализација, не девајки се дека ќе стигне ден кога ќе може тоа се постигне. И сега ти најнаш ка ми викаш, да, ама те плукаат дека си бил корумпиран. Мора луѓе, еве аз банкарската сметка, нека најдат кај сум корумпиран. За ја 5 години се залагам за некој си став, конечно сум го протукал и ме плукале, па нека ме плукаат. Боле да направам нешто како што треба, па нека ме плукаат, него ли да бркам поени, на кого ќе бркам поени ја во Злокуќани во ромското гето, па тие су тепани од систем веќе 30 години. Да, и сега пак и купат големите партии за изборите со 1000-2000 денари со онај факт е тоа. Ама, значи, они се ставени во таа позиција да може да се купува ниме. Тие се баш обесправените. Па да, ама ти треба да, кога веќе имаш функција, кога имаш позиција, треба да се бориш тоа да го поправиш. Не да броиш поени дали ќе добиеш преку поправање или не. За мој личен став, јас така функционираме на став. Имам функција, имам позиција, ја ќе се борам да подобрам ситуација. А пиарот Но ето, учиме, свати дека не бива. Еве, дека не функционира така. Не функционира така. Јас пробав тоа преска да го обяснам. Јас сум со години фактички функционер и си имам замереност со луѓе со кои што искрено кажам, ја не би се замерил во нормален живот. Разбираш, си има мокиници, си има и фини луѓе со кои што сум се замерил во име на политика. Фини моќници може има. Не фини моќници, ама има нормален народ со кој што јас сум се скарал, разбираш, сум ја бранал партијата, сум ги бранал ставовите, дури кога не сум се слагал, например, ме разбираш? Има нормално партија сега. И сега замисли ти станаш пратеник, истото да ми се случува, не можам тоа. Значи, не можам да зборам едно и после тоа партиска директива правиме друго. Не, тој филм не го гледате и ја не сакав едноставно да сум носител, затоа што знаев што ќе биде. Ќе станам пратеник и ќе ми побели косата. Чи вака мирна душа со своја глава ќе се терам како. Добро, ќе ти побели во секој случај. Само да, не мора во година да ми побели. Да, и побелувањето има цена, знаеш како е. Ова е добро. Да, на косата. Сам да одбереш како ќе ти побеле косата. Но Бранко, чекај, прекресме ли уште? Не бе, ќе направиме уште една пауза за реклами, убав ми е разговорот. Ајде. Имаме уште многу поенти, да. Ја да слушнам ти вака левица да ја промовираш ова нешто. Како? Не, видивица сега, еве, ајде да бидеме искрени. Објективни, да, ајде. Значи, sad дозволи ја малку да бидам нивниот носител во изборна единица 2, Амар, прв пат во неговата политичка кариера дојде на интервју овде во ова радио. И се мора да кажеме прекрасен впечаток ни остави. Тогаш ми остави и се снајде и супер, да, све. И се погоди да му е братучет на мој другар, случајно дознав тоа и така натаму. Потоа, одиме понатаму. Оној што им е втору тројка Симонов, прв пат во историја на радио интервју дојде овде. Не беше лош. Мал се преинтелектуален.
што тоа на дворешната не ми се свигаш сега. Добро, Али напред, окей, добро. ние му дадовме шанса и коректен однос. Мислам, се гради Сега ќе како одиме, политичар, сега но се вака одиме. преинтелектуален, да. Сега вака одиме. Понатаму, Ова што беше на црвена младина, како се на рече. црвена младина тој Буцкото, како му беше името? Марио. Марио. И тој за прв пат на интервју беше овде. Борислав Крмов за прв пат на радио интервју бил овде. Борислав Крмов е активиран во Левица по моја иницијатива. Носителот во нивна изборна единица 6 нек не ми призна на телефон пред луѓе. Ја го прашав, кој ти каже тебе да се зачинеш у Левица дека тоа е партија за тебе? Вика ти. Значи, јас со Левица никогаш сум немал лош однос. Зошто? Затоа што јас сум перцепирал дека на Македонија е потребна таква политичка партија. И е потребна партија која ќе етаблира социјални теми, и е потребна политичка партија која надвор од дискурсот на ВМРО и СДС кои се онака гајле име за ромите у Зелениково, ќе им биде гајле за тие луѓе. И ќе биде гласно обесправените. Мене тоа ми беше идејата. Добро. И не дека јас сега тука ниту сум гласал, не сум гласал за Левица, ќе кажам, но тоа ми била идејата зошто, како и што нешто треба да се прави. И сум ги промовирал. И што добив јас од тоа, од сето тоа? Мене на собраниска говорница Димитар Пасиев да ме вреѓа, да ме нарекува идиот, да ме нарекува дебел за работа која јас не сум ја сторил во однос на него. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Мене за тоа ме боли се ова што се случува во Левица. Тоа и мене ми смета, знаеш. А едно време беше окей, у смисол дека ај разбирам ја. Нов проект во политиката треба да те забележат. Мора пауза за реклами. Оф. Извини. Во вториот дел сакам да во третиот веќе дел сакам да прочитам еден коментар од слушател, пошто интересен стварно. Има убави коментари, нема плюкање воопшто и ова ми се свига. Според мене вака треба да изгледа едно демократско општество. Дефинитивно. Вели, браво за денешниот гостин, единствен и ништо лошо не рече за никого, дури кога го провоциравте, вели да рече. Тоа е човек со култура и камо среќа следните избраници да личат на него, да гледаат што работат и што ќе сработат, а не да се сведува нивниот мандат на озборување и кој колку бил лош и што кажал за другиот, браво момче. Инаку, Лјупчо не кажавме на според критериумот што јас го ставив и што тој го прифатил, нема да поднесе оставка Пасиев, ама не е лошо да дојде пратеничка група, нека се потврди малце денеска. А да го направи тоа, мислам дека треба да поддржи промената. Но еве сега, ја да кажам нешто сега, нели? Еве, Коментираме. има сега и еден лош коментар, Зоран Василевски, Златев, Шо вели бе? прашај го пречесниот гостин, кога му се отка Господ, па стана толку пречесен, вели. Пречесен. Зоран Василевски, инаку еден од луѓето кои порано беа во Левица, еден од основачите на оваа политичка партија, тие беа елиминирани. А чекай се, Бранко, уште си во Левица формално или? Формално правно, Член си, така. формално правно јас сум член. Јас се дав Добро. само оставка од На внатре функциите, партиските добро. функции. И еве сега за Зоран Василевски ќе ви откријам еден факт. Тој не би ми дозволил да го кажам ова и не ми ја кажа информацијата, ова го добив како информација од Адвокатската комора на Македонија. И ова говори за карактерот на Димитар Пасиев. Зоран, извини што го кажувам ова јавно. Еве ти се извинувам пред тебе. Зоран Василевски како адвокат во работнички спорови, значи на луѓе кои од работа ги избркале неправедно и така натаму, во име на Левица ги застапуваше за минимални цени. Скоро бесплатно. Јасно. Да не речам бесплатно. Откако се скараа со Димитар Пасиев во процес кој сега очекувам Бранко да ни го објасни како беше, Димитар Пасиев го пријави Зоран Василевски во Адвокатската комора затоа што не наплагал за неговите услуги. Затоа што бесплатно, што е согласно Адвокатска комора забрането. Тој беше казнет од страна на Адвокатска комора затоа што во име на Левица, на политичката партија на Пасиев, за ниски цени застапувал луѓе кои страдале во работнички спорови. Па вие, почитувани слушатели, замислете за каков човек станува збор. Извини, Зоки, што го кажав ова, знам дека не сакаш, но извини, посилно беше од мене. Бранко, должите одговори. Должите одговори, извини. Види, Зоки знам дека не ме сака, ама ја па немам рефлекс да лажам јавност, искрено кажам, малце ми е шубе, затоа што прво е некоректно, второ секако вистината секогаш се искача на виделина. Зоки мене ме зачини во партијата.
Тоест не ме зашене кога јас дознав дека воопшто се формира левичарска партија преку Facebook профилот на Зоки и фактички од ме зачлени. Тоа што они неговата клапа малце заостанаа со процесот на развивање на партијата и стана штета на партијата која што ја создадоа е нивна грешка и сега вака може само страна да се плюкаат. Добро, сега си имаат право да си паќаат се нормално. Немам замерка. Види, после соопштението против мене, ја мислам дека барем дел од тие луѓе кои што ги збркавме во тој процес на поделба на партијата, ми се ситеа по пораки. И нивно право е да се ситат. Затоа што на некој начин ја завршив од нивната страна, иако воопшто не се слагаме. Ден денеска сметам дека тоа беше правилна одлука за партијата во тој момент. Они како нивната перцепција како треба партија се развива, максимумот што можеше левица да го освои 2% у наредни 30 години. И они не го препознаа тој момент. Добре, сега ќе го видиме во среда процентот, сега да видиме кој не препознаа. Абе во ред, ама падот на поддршката за левица не е резултат на тоа дека они биле во право во тој момент. Разбираш? Че има разлика. Ти ако не се слагаш со одредена работа и после 5 години испадне дека рейтингот паднал, не значи дека ти пред 5 години си бил во право. Така. Но на начинот на кој се пресмета партијата со нифевезова со адвокатска комора. Не ми се допаѓа, вика. Ексклузивно го кажав. Ова испаѓа како она, знаеш, оние што имаат, гледаш, нели, викаат ден утре ќе пропадне светот, нели? Еден ден ќе видат право, како така. Така, некад ќе видат во право. Јас ги имам дури документите, сакав да ги објавам денеска без да ќе го пречкртав на неговото име. Ги имам документите како Апасиев го пријавува Зоран Василевски во адвокатската комора затоа што, внимавајте, на луѓе кои им требало, без да им земе пари, ги застапувал во работнички спорови, били избркани од работа, обесправени и така натаму. Во име на левица го правил тоа. И левица го пријавила, пази, ќе ви го цитирам Димитар Апасиев во неговата пријава во адвокатска комора, затоа што застапува луѓе по дампинг цени. Требало да им наплаќа повеќе на тие обесправени според Апасиев. Значи, види, искрено да кажам, тоа беше малку одамна и ја не ги памтам деталите. Знам дека целиот процес на поделба на партијата во тој момент беше брутална и се поминаа граници од двете страни. Тоа е факт. Се поминаа граници од двете страни до пукање на улици, да закани со деме ќе се тепаат, се претера и едноставно не ќе да го коментирам тој дел од партијата. За мене беше тежок, затоа што факт е дека ја бев учесник во носење на партијата до тој момент. Не, ја бев активен учесник во расправање со тие луѓе, затоа што ја во тој момент сметав дека они пристапот што го имаат према политиката е апсолутно погрешен. И јас се борев до последно да не биде понивно. Ама дека кога веќе пукна тиквата, се претера од сите страни, не го памтам моментот, стварно не го памтам, ама Еве сега ќе кажам нивната страна, ќе се обидам да бидам адвокат нивни. Нивната страна е дека најважно е левичарската идеја да опстои, да екзистира во јавноста, а времето за неизино нели поголемо етаблирање ќе дојде кога ќе се созреат и едни светски услови. Тоа се нарекува троцкизам. Да, небо ќе падне све. Ама знаете, доколку сега левица потврли на наредните избори, ќе дојде дека единствената разлика помеѓу нивната идеологија и ова што го прави сега Апасиев се двете плати од собрание. Дека друга разлика нема генерално. Затоа што и Апасиев па сега вели, јас нема да давам оставка ако имаме повторно 2 пратеници, а што може да направиш ти со 2 пратеници? Ништо. Знаеш, сега филозофско е прашање, полемизираме пак и ти кажам, но значи веќе не со новиот деловник за собрание не е веќе филозофско прашањето. Со 2, 5, 10
факт е дека ако не освоиш доволно Не, со 5 е разлика. Пратеничка група веќе има, знаеш, сериозна. Ама Значи, вододелницата е, медникот е 5. После имаш пратеничка група, веќе поинаков е твојот влез во собранието. Значи, пак ќе кажам, останува моето уште со Зоки и Дексо кога се расправавме, јас не верував дека во тој момент левица се труди да освои власт. Во овој момент исто не се осеќам дека левица се труди да освои. Не, сега јас не сметам дека левица се труди да освои власт. Значи се наоѓаме во истото сценарио. Пак сме во истото сценарио. Според мене, моето лично видување доживување на работите е дека луѓе си пронајдоа удобност во имање политичка кариера. Факт е дека пратеник носи висока плата и нека да се... Можете да си го поправите купатилото во секое време со таа плата. Добро, не закачи, не потребно. Се збориме на сериозна тема. Не потребно закачи. Да, не потребно се ова е сериозна тема. Ја не доживувам дека левица се труди да стигне до власт. Во моментов мислам дека они се пронајдоа во џавкање како опозиција и имање удобност на пратеничката фотелја, фактички. Мислам дека ја сведоа партијата на тоа. Јас се надевам дека грешам, но мислам дека последниве 2 години тоа што мислев дека го изградивме, дека не може да се расципе, успеавме да го расципеме. Чим не конкурираш за власт, ја лично немам интерес да учествувам во политика ако не пробам власт да освојам. Сега може да звучи агресивно и амбициозно, ама сметам дека ако влагаш во политика, влагаш за тоа. Види, вчера Димитар Апасиев не само што призна дека не може да освои власт, туку призна и дека тешко ќе дојде до тие 10-12 пратеници кои ги најавуваш. Од почетокот на оваа кампања, наративот на левица, ние ќе имаме 10 пратеници, ќе зависи идната влада од нас. Нема влада без левица е слоганот кој се користеше често, но некако сега спласна работиве на некаков муабет, се изнад двајца е се повеќе од еден е окей. Види, може тоа да му е сега ставот соочено со резултатите од првиот круг. Пак ќе кажам, релевантни се, не мора да значи дека ќе се повторат истите бројки, ама мислам дека големото разочарување кај него е што резултатите викаат невозможно ќе одредени луѓе да станат пратеници. Знам дека на Димитар му беше многу важно Хактан да стане пратеник, резултатите викаат дека тоа паѓа во вода. Он е во двојка, така? Не, он е втор во прва изборна единица и фактички како ги видите листите, тоа се листата е натапкана со луѓе што ќе привлечат гласови за Хактан да влезе, пошто Димитар секако влегува. Мислам дека по резултатите само на Димитар местото не виси. Да, по резултатите доаѓа дека сега ја ги комбинирам и со анкети, пондерирам, правам некои математики во главата. По овие математики излегува дека ќе влезе Димитар Апасиев во собрание, а во изборна единица 2, во изборна единица 3, во изборна единица 4 пратеничките места висат, во изборна единица 5 нема шанси за пратеник и во изборна единица 6 нема шанси за пратеник. Значи, работава е дали во двојка, тројка и четворка ќе влезе некој или нема да влезе. Може да се случи во најоптимистичко сценарио според мојата аналитика. Еве, може би ќе грешам, во среда ќе покаже времето. За првиот круг на председателските избори се покажав како точен. Максимумот кој може да го извади левица е 4 пратеници, а минимумот е 1 пратеник. Тоа мислам и мојата анализа од бројките од првиот круг се тие. И тажната работа е тоа што доколку тоа се оствари, ако случајно се случи, само еден пратеник да има, тоест Димитар да влезе и никој друг. Тој вели дека во тоа сценарио ќе поднесе оставка. Не, види, во таа одлука не му се мешам. Јас само знам дека, например, Борис ако не влезе како пратеник, он веднаш ќе се замени од партијата. Затоа што, не, добро, факт е дека луѓе се пронаоѓаат на некој начин во функциите и почнуваат да се го гледаат како тоа дека има животот. Разбираш? Значи, добро, ја
поинаква анализирам. Липче мислам дека се на граница на пратеничка група. Еве граница е 4. може би ја имаат во джеп. Ние го имаме истото сценарио со тоа што ти го жимеш најоптимистичкиот дел, ја го земам најпесимистичкиот. Не, знаеш зашто? Сите забораваат, вчера се обидува во едно друштво да им нацртам, ама некако тешко ми оди. Ке морам тоа. Ајде, повели. Падот на СДСМ. Добро. Го намалува бројот на пратеници што ти треба да влезеш во собрание. Така што не виси петката. Сега Значи, ќе ти падот кажам, на СДСМ ова еднаш ти ми го кажа, да. ова ти еднаш ми го кажа. Да, и седнав го направив. Не, јас седнав го направив и сега ќе ти кажам што е проблемот со Донтовиот модел. Сликата, бројот на пратеници со кој вие освојувате, нели, Пратеник, добро. не го диктира колкава е разликата меѓу првиот и вториот, туку го диктира излезноста. Генерално. Доколку имате висока излезност, а разликата е 4:1 меѓу првиот и вториот, првиот ќе земе најголем дел од пратениците, Не, тоа е а факт. вие излезноста. Врз база на излезноста, например, на повисока излезност, на некоја што прошиот пат ја немавме. Например, во изборна единица 3, Левица имаше 6.900 на последните парламентарни избори. Таму им влезе пратеник затоа што излезноста беше намалена во однос на традиционалната излезност во изборна единица 3. Да. Каде што пратеникот секогаш вредел 7.500, 8.000 гласа. Например, Во рекордни услови на поларизација. во услови на поларизација. А сега не е така. Ама излезноста е важна. Не, веруј ми. Сега го гледав Донтовиот добро, модел, сум го проучувал. Па ја го правев. Еве, ја вчера правев у тројка, викам ајде да земам, резултатите од прошли избори ги земав, ги ставив у Донтов, ВМРО го зголемив дупло, СДСМ го намалив дупло, односно гласовите од СДСМ ги давав на ВМРО. Не излегува дека Левица ќе земе втор пратеник у тројка, пак остануваат на еден. Не моделот не во право си за тоа. Не функционира така броењето на мандати. Значи зборам чиста математика, али добро, окей. Ако се чиста математика, ако имаме намалена излезност, па да ако имаме излезност која ќе биде под 40, под 50%, па пратеникот да например сега у Донтов. Сега ја ставија Левица во Донтов. Ја ставивме, нели излегува колку? Четворица излегува. Да. Ама зошто излегува четворица? Затоа што со оваа излезност пратеник во четворка и во петка вреди 4.500 гласови колку што Левица има во четворка и во петка. На парламентарни избори каде што ние имаме традиционално над 55% излезност, пратеник извини не вреди 4.500 гласа, вреди 7. Вреди 6 и 800. Пак ќе ти кажам, Никош, ама падот на СДСМ ја менува математиката коренито. Ама да видиме. Да, ма види. Да. Падот на СДСМ ја менува коренито, се сложам со тебе. Математика е проста, знаеш. Математика е, да. Да. Види, зголемена излезност е нормална кога опозицијата се мобилизира. Во моментов проблематично нели во концентрацијата на гласови е тоа што во моментов сите се опозиција. Само СДСМ и ДУИ се власт. Сите други се опозиција. И се таа зголемена излезеност се цепка. Сека меѓутоа првиот круг покажа каде се прелама највише. Да, во ред. Ма само да кажам дека моменталната политичка структура го отежнува влезот на повеќе пратеници на Левица. Разбера? Да, те разберам што сакаш да кажеш. Добро. Значи го отежнува. Јасно. И плюс ние не знаеме маргиналните партии колку гласови ќе добијат. Да, зборуваме за Родина, зборуваме демократи за таму. Демократи, коалицијата на Стефчо со Самка и со овој, кажи го Попов. Интегра. Со Интегра, например, не знаеме ние колку гласови они тежат, затоа што не излегува со свој кандидат. Бранко, ти ќе гласаш повторно за Левица, претпоставувам. Како? Ќе гласаш за Левица на овие избори. За Кабелот се мислам да гласам. За Кабелот? Да. Секојаш победувам. Ке може ли на крај само... А на председателски избори? Не, за председателски избори... Вчера Апасиев кажа дека пенис ке нацртал на ливчето. Чи не кем да буткам луѓе за кого да гласат, јас само за председателски избори ми е битно да има голема излезеност. Чи излезеноста само ме интересира... он кажа и дека може нема да земе ливче, извини. Нека не зема ливче, јас сметам дека во овој момент е многу важно да има излезена за вториот круг на председателски, затоа што ќе биде историска катастрофа ако не се пополни цензусот.
А ако има и мрнати што за Стево ќе гласат, нека гласаат, само нека има излезеност. Добро. Ај може ли се на крај ти да кажеш или да повикаш, сепак си политичар се уште, номинално. Кој е твојот повик за овие избори? Излезеност. Излезеност? Не, ја ви кажам, овие избори за парламентарни нека гласат, кој како сака нека си гласа. Ти за кого ќе гласаш? За кабелот. За кабелот ќе си гласам, јас си признавам дека кабелот победува и тоа Он е крив за се. Не, види, ја разбирам дека инклинацијата се верува дека ќе гласам за левица и е работа со која што се борам, ама фактот е дека јас веќе не верувам во партијата. Чим Добро. сум дал оставки ради неверување, некако ми е тешко па да гласам. Ај сега ја ќе бидам адвокат на Димитар Апасиев. Ајде. Извини, ова интервју не е као тие на Апасиев, каде што го прашуваат само тоа што он сака да го прашат, значи немаме такво интервју. Такво интервју може да си дозволи само Апасиев, нели, на медиумите на СДСМ. Кај нас ова нигде, Господ Бог да дојде и него ќе го прашаме, добро бе деца, зашто умираат. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Прашањето до тебе е, зошто доколку не веруваш во левица, не го вратиш мандатот во општина Карпош, каде што си председател на совет и советник во левица, од левица? Затоа што таму си влегол, нели, преку левица. Да, ма си уште си застапувам програмата. Да бидеме на чисто. Враќање мандат, тоа што си пишуваат по соопштение, Да, па тоа ми е... внатре партиски си има друга процедура за тоа. Факт е дека јас ден денеска не сум повикан за ништо, читав обвинување во соопштението, тоа се дисциплински прекршоци за кои што треба да има процедура внатрепартиска, треба да имам викна да се кажа мојата страна, не знам ти што таму, си има едноставна процедура. Второ, јас се уште си комуницирам одлично со советничката група. Ја прва работа после соопштението кој беше, Славко го видов дека растревожен многу, затоа што ние координатор на советничката група и морав на него да се обратам. Морав да го смирам, викам, Славко, живој, ти не си крив за соопштението, си има блесави во партија, ти не си меѓу нив, ја и ти сме си окей, заедно си функционираме во Советот. Ја не сум ни гласала различно од партијата до сега. Пази, програмата со која што ние сме влегле четворица во Карпош имаме советници, дел од програмата, јас сум ја пишувал, зашто да не ја застапуваме таа програма, што сум учествувал во пишување. Ти благодарам многу, Бранко, се надевам дека им објаснавме многу работи на слушателите. Намерата ни беше да бидеме културни и фини, да се разликуваме од оние кои не плюкаат. И мислам дека успеавме. Јас вчера бев обвинет, тоа најмногу ме боли, дека на некој сум ја черечил фамилијата. Јас тоа е само затоа што спомнав дека жена му била газдарица на Апасиев, била газдарица на фабрика во која дава 12.000 денари плата во Карбинци, а каде што газдарица денес во таа фирма е известна Ева Маријанова. Таа Ева Маријанова, Апасиев тврди дека него му била керка. Како му е керка, која јас знам дека има читав татко, не знам, но да бидам вака искрен и доследен, никому. Ја немав ни појма дека станува збор за малолетно девојче кој живее со Апасиев. Искрен да бидам, стварно појма немав. Јас спомнав име и презиме на некој кој е газда на таа фабрика. Апасиев се најде прозван детето на транзицијата, кој живее со фабрикант, сопруга, која јавно во својот Инстаграм профил си има ставено дека е основач на Марвел, Шус, Марева Мар се вика компанијата, доаѓа од Карбинци. Јас да му порачам дека јас деца никому не сум му закачал, а дека доколку сака да се свети по фамилии како што ми најави, јас сум ваков, културен, прибран, не сум милитантен, ама верувам дека неговата физичка сила е таква што и најслабиот член во моето семејство, така добро дозиран со цитостатици, и тој може да го свитка. Така што нека внимава кога се заканува по семејствата на луѓето. Никогаш ова не сум го дочекал досега, ниту од СДСМ, ниту од службите со кои сум се спротивставувал. Само нека проба. Јас го очекувам.